Согласно одлуката на Владата на Република Македонија за формирање национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата за Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија од 17.4.2018 година и решението за назначување председавач и членови на националното координативно тело од 5.6.2018 година, денес ова тело ја одржа својата прва конститутивна седница на која се разговараше за улогата и задачите на телото, важноста од негово функционирање, се представија членовите од телото и се водеше дискусија од област. Конституцијата и формирањето на ова тело при Владата на Република Македонија е обврска на државата со самиот акт на ратификација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, изгласана од страна на Собранието на Република Македонија во 2011 година. Денес, согласно член 33.1 од Конвенцијата на ова тело, ќе представува извршен механизам за имплементација на принципите зацртани во истата и ќе работи на реализација на сите области кои се однесуваат на лицата со попреченост од стратегијата на владата за градење општество за сите на постулатите на еднаквост. Ова национално координативно тело ќе има задача одлучно да пристапи кон унапредување на сите сегменти на животот и развојот на лицата со попреченост во Република Македонија преку директна интервенција во законските и подзаконски акти и регулативи и нивна имплементација во соработка со државните и странски институции и организации согласно европските и светски принципи за оваа област и Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Работата, задачите и успехот на ова национално координативно тело представува директно исполнување на принципите и обврските на државата кон европските стандарди и ЕУ интегративните процеси од оваа област. Составот на ова тело е со инклузивен карактер кој освен 20 представници од Владата на Република Македонија и 11 представници од клучните надлежни министерства, вклучува и еден представник од Националниот совет на инвалидски организации на Република Македонија и еден представник на родителите на деца со попреченост кои ќе имаат целосен увид и допринос во креирањето на оперативните планови, приоритети и текот на реализацијата. Нивна задача ќе биде преку координативни состаноци да ги пренесат до телото состојбите и можностите од нивна надлежност во делот на регулативите за лица со попреченост од различни аспекти и според договореното во телото и оперативниот план на истото, административно и процесно да ги спроведат и реализираат. Националното координативно тело ќе делува исклучително во рамки на насоките од Конвенцијата, но приоритетите за сегментите на делување ќе бидат на предлог на телото за мониторинг и релевантните невладени инвалидски организации во него. Во очекување сме и според член 33.2 и член 33.3 од Конвенцијата да се формира и тело за мониторинг за имплементација на Конвенцијата, кој ќе биде независно и во рамките на Канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија. За таа цел, Владата на Република Македонија преку Министерството за финансии одобри средства за тројца вработени кај омбудсманот кои ќе работат на оваа проблематика и ќе биде составен од релевантни невладни организации од оваа област. Со тоа, Република Македонија ќе реализира обврската за формирање квалитетен механизам за проведување и следење на Конвенцијата според насоките од истата. На 9 до 11 септември представници од Националното координативно тело ќе бидат дел од државната делегација која ќе учествува на 20-та сесија на Комитетот за правата на лицата со попреченост во Обединетите нации во Женева на интерактивен диалог по однос на испратениот иницијален извештај од страна на Република Македонија за спроведувањето на Конвенцијата во Република Македонија. Во оваа прилика, дозволете и накратко да ве информирам дека независно од работата и задачите на ова координативно тело и освен секојдневната посветеност на Владата на Република Македонија за неодложно решавање случаеви на безброј засегнати граѓани од оваа област, во соработка со клучните министерства во оваа област, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, утврдивме генерална реформска стратегија која ќе биде платформа за сите понатамошни промени. Прво, креираме електронска алатка во електронскиот систем на Министерството за здравство за пренатална, перинатална и постнатална детекција, идентификација и евиденција на попреченоста кај новородените деца со цел за рана интервенција. Со ова возможуваме навремено идентификување и третирање на децата со попреченост во раниот развој, со тоа помала потреба за трошење финансии за понатамошниот институционален развој на овие деца, а се третираат навреме, поголем степен на превенција и секако добивање на редовни податоци за толку очекуваниот регистар на државата за деца со попреченост. Второ, со реформите на институциите преку Министерството за труд и социјална политика ги трансформираме нехуманите и нефункционални големи институции, а создаваме можности во вид на услуги во заедницата кои ќе бидат најблиску до корисниците, било да се тие јавни или приватни провајдери.
Со оваа мерка возможуваме преку сите услуги достапни најблиско до домот на корисниците, тие да користат постојана стручна поддршка во стручните служби и да бидат рамноправни во општествената заедница. Финансиите кои буџетот на Република Македонија ги одвојува за истите ќе бидат трансформирани во стручна поддршка и услуги, а не само парични средства како досега, кои директно не им користеа на лицата со попреченост за тоа што беа наменети. Воедно обезбедуваме обучени, компетентни регионални комисии за оцена и процена на функционалноста на лицата со попреченост според меѓународната класификација на функционалноста на овие лица. Со измените и дополнувањата на Законот за основно образование, МОН овозможува активно, достоинствено, недискриминирачко и професионално ориентирано и способувачко образование за учениците со попреченост. Досегашните во целост неискористени, а со ресурси богати институции за посебно и редовно образование и социјална заштита ќе бидат трансформирани во 8 регионални ресурсни центри за образовна и социјална поддршка на овие деца од секој аспект. Со овие мерки се трансформираат принципите на образованието и социјалната заштита и грижа за овие деца, збогатени со нови методолошки пристапи, а тука ќе се образуваат според нивните можности, каде сите услуги и поддршка ќе бидат на едно регионално место. Воедно и сите стручни кадри кои работат со ова, според критериуми и нормативи, ќе бидат работно и финансиски ефикасни. Благодарам.